Здраво на сите и добро дојдовте на YouTube каналот на Академија Енигма. Денес во ова едукативно видео на тема цртани филмови и едукативни емисии за деца на македонски јазик ќе говорам јас, Софија Петковска, дипломиран педагог, писател и професор на Академија Енигма. Како што знаеме сите, живееме во ерата на технологијата, каде низината присутност се чувствува буквално насекаде. Па така и децата уште од најмала возраст се изложени на ТВ екраните, компјутерите и смарт телефоните. И колку и да сакаме целосно да ја отстраниме технологијата од нашите животи, тоа е навистина многу тешко да се изведе, бидејќи зависни сме од истата. Но претераната употреба на технологијата, како и незиното неправилно користење, доведе до многу трајни последици кај децата, особено кај најмалите на возраст од 2 до 4 години, кога се во премногу сензитивен период имаат впивачки дух, така наречен сунгер период. Па така се соочуваме со задоцнување во говорот, така наречени доцни расцутувања, пелтечење, неправилно артикулирање на одредени гласови, зборување на бебешки јазик дури и во училишната возраст, употреба на странски зборови како замена за нашите и така натаму. Според мене, најчести проблеми на родителите со децата во однос на употребата на медиумите и нивното користење се предолго, неконтролирано користење на медиумите како средство за забава и анимација во текот на денот, неводење сметка за тоа што детето гледа или слуша, незаинтересираност да се побара нешто што ќе биде медиумски подкрепено, едукативно за детето, па на сметка на тоа на детето му се пласира било каква содржина и родителот не се вклучува во активноста на детето, не поставува прашање во врска со некое видео, детето е само подолг период од денот со некој смарт уред и така натаму. Но затоа, овде е многу важно да се сватат неколку работи. Прво, детето секогаш, ама баш секогаш му верува на својот родител, дури и кога тој не е во право. Па така, ако родителот му пласира одредена содржина на ТВ или на интернет, детето ќе ја прифати без проблем и истата ќе ја впие и научи многу брзо, затоа што тоа вака размислува. Ме сакаат и ова што ми го нудат е од љубов. Второ, мора да се свати дека мирно дете не значи дека е и паметно дете, така што ако го оставите пред екраните и тоа мирно си седи на софата со часови и гледа било што, не значи дека ќе научи нешто од истото, а верувајте ми дека ниту вие понатаму во животот нема да бидете одморени и мирни, бидејќи ќе се заморувате со тоа да ги исправате грешките кои сте ги направиле. Така што тие часови дур си седи мирно на софата за вие да одморите не се позитивни во целост. И трето, родителот мора постојано да биде спремен да учи и да биде во чекор со времето. А тоа значи да се интересира за се она што е најново и едукативно за детето во медиумска смисла. Како наставник и пред се педагог, јас ги препорачувам следниве едукативни емисии и цртани филмови за деца, ќе кажам и зошто. Од емисии ги препорачувам Младите за природата, Цвон, Петко, 5+ фамилија, Дајте музика, Зоки Поки, Бушава азбука, Fun and Learning with Мишко. Од фестивали ги препорачувам Поточиња и Златно славеќе, а од цртани филмови пак Авантурите на Дора, Во светот на Елмо, Светот на Биби, Бонтон, Стела и Сани, Дарко Биберко, Свекичката Оги и каналот на YouTube Чачу Кату. Зошто овие емисии и цртани филмови за деца? Па најнапред, бидејќи сите се на македонски јазик, а целта е детето да се забавува,
и да го вежба говорот. Во овие емисии и цртани има јасен македонски говор, јасна дикција на гласови, литературен говор, онаков каков што ќе им биде потребен на децата во животот, говор кој е пожелно и родителот дома да го практикува со своето дете. Во поглед на цртаните филмови, сите имаат етичка вредност. Детето учи за добро однесување, кратки се, јасни пораки имаат. Понатаму движењата на ликовите не се ниту бавни, ниту брзи, боите се силни, впечатливи, музиката исто забавна, па детето долго време е сконцентрирано, а во речиси сите цртани на детето му се нуди едукација, учење на бои, броеви, делови на човековото тело, бонтон, учење букви и читање зборови, учење за животните, запознавање со емоциите и многу е важно да се напомене дека за многу од овие цртани има и книги и сликовници. Исто така, децата учат за дружење, музика, ритам, почнуваат да пеат, учат за важни теми кои се од суштинско значење за нивниот раст и развој, како што се, например, екологија, семејство и семејни односи, пријателство, емоции, бонтон, започнуваат да се интересираат и за некое хоби и така натаму. И за крај, сакам да кажам дека родителот не треба да дозволи детето да биде постојано изложено на ТВ екраните и останатите уреди, бидејќи децата се како цвеќиња, нежни и кревки, и за правилно да растат и се развиваат потребно им е човечки контакт, комуникација, љубов, нежност, гушкање, игри во природа на чист воздух, сонце, здрава храна и многу вода и добар квалитетен сон. Не треба да се дозволи медиумите да бидат единствено средство за забава и учење. А клучен фактор овде е родителот, кој треба постојано да зборува со детето, дури и кога гледа емисии, да го поттикнува да зборува, да опишува, едноставно да разговара со него и да биде присутен и буден во моментот кој го поминува со самото дете. Јас искрено се надевам дека ова едукативно видео и оваа тема ви се допадна. Доколку е така, споделете го видеото со вашите пријатели, ставете лайк за поддршка и кликнете на копчето subscribe во долниот десен агол, за да може бесплатно да следите и други едукативни видеа од нас поиднини. А дотогаш ве поздравувам и ви благодарам за вниманието.